и за која што мислам дека сосема почитувани застранивме од она што е основа на оваа одлука. Првенствено, почитувани колеги, да не ја дефокусираме јавноста. Јавноста треба да знае дека во ова потенцијално јавно-приватно партнерство на кое денес амин ќе му дадете вие, не алудирам на никого, зборувам за мнозинството, со вашиот глас, тоа значи дека тој приватен партнер влегува во договор со општина, морам вака да ги симплифицирам работите, заради реконструкција на пристаништето и изградба на кафеана на тоа пристаниште. Каков и да е насловот? Почитувани, коректно е да знаат граѓаните што ќе се случува на тој атрактивен простор. На тој атрактивен простор ќе се гради кафеана со копнен и воден пристап. Од тој аспект, кафеана не е јавно добро, односно нешто што би можело да го спонзорира општина Охрид, затоа што во таа кафеана токму на граѓаните, што е логично по законот на пазарот, дека ќе им се наплаќа. Еден од најатрактивните простори на Охридското крајбрежје, со многу историја, со многу спомени, починувајќи од најбаналните љубовни спомени, завршувајќи до она што се вика мало пристаниште, вие денес сакате да ни го проднете дека е Марина. Вие може, почитувани, да не инсценирам ништо, да ја викате Марина, Жарина или Кирина, како што се слуша вавноста. Меѓутоа не е важно. Многу поважен е моментот дека ја замајуваме јавноста со тоа што постојано дефокусираме. Не да бришиме наслови, ова одлука, се молам сам службите ако може да имам многу вид одлуката. Ние, почитувани, носиме кафеана. Значи, во урбанистичкиот план, потака, после овие постапки, вие ќе зацртате кафеана. И таа е вистината, и граѓаните на Охрид треба да знаат вистината. Уште полицемерно е од луѓе кои што несомнено беа првите борци против јавни приватни партнерства, за сега вие да сте првите тие кои што треба да се прават процедурите со јавни приватни партнерства. Почитувани, ако ја земеме секоја логика, немам намера да навредувам нити една физибилити студија, затоа што физибилити студија се работи по налог на нарачателот. И нарачателот треба да извади економската оправданост. Ако, почитувани колеги, ова беше пристаниште, затоа што и за Марина треба да имате посебни дозволи, во кои што се вклучи Министерство за транспорт и врски и Капетанија за пловни објекти. За Марина, почитувани, требаше да имаме ние овде физибилити студија која што ќе дадеше како и што треба да изгледа една Марина. Мала, голема, меѓутоа за Марина. Ние овде, почитувани, мислам дека имаме добро паметење, а народот тврдам дека има слоновско паметење, па ние овде гледавме на прожекторот, јасни ке сме сите, гледавме кафеана. Од тој аспект, мислам дека не е фер да ја дефокусирате јавноста и да ја замојувате јавноста. Зборувате за црни кампањи и за нешто што опозицијата постојано бойкотира. Почитувани колеги, не само како опозиција, како граѓани, јас мислам дека сите ние утре треба да функционираме во Охрид и треба да знаеме како го раскрчуваме имото, дали на општина Охрид или имото на Република Македонија. Ако сакате да зборуваме за финансирање на проектот и дека немаше потреба од јавно-приватно партнерство, ќе ви кажам дека на 600 милиони евра потрошени на Скопје 2014, колку смешен процент е да се направи овие 1,5 милиони евра владата на Република Македонија, токму оној премиер во заминување со кој што се фалевте дека доколку имаме градоначалник од ДПМН ќе помогне. Со самото тоа не ви држат тие тези и ги гледаме намерите на централната власт кон Охрид. Охриѓани ви треба само кога требаше да се купуваат за избори, да ги лажете дека ќе се прави со пари од владата и владата ќе дава максимална поддршка на градот и на проектите. Не видовме така, гледам овде ќе видиме приватни бизнисмени кои што сакаат да се ги донаплатат долговите од и обврските кои што ги има во кампањите, и тоа ви тврдам, и ние ќе излегуваме повторно со пресконференции, но што ќе вродиме со плод кога на 20 години ќе го дадеме најатрактивното земјиште. Дали некој од вас размислува што значи град Бивоезеро? Или можеби некако се покривте во овие 120 закони донесени преку ноќ? Дали некој од вас размислува таа кафеана што значи во бучноста, ни онака немирното крајбрежје и поплаките на граѓаните на постоечките веќе објекти по крајбрежјето? Дали некој изработи студија како ќе намалиме звучноста и оштедувањето? Дали некој праша експерти, имајќи ги предвид, како што кажа Лазареска, и југот и спецификите на Охридското езеро и длабочината,
дека тука може па и да паркира 20 објекти. Дали, почитувани, не е замајување на јавноста за 20 глисери да зборуваме дека правите нешто од општествен интерес? Дали знаете дека и самиот простор на движење ќе биде ограничен? Како ќе биде ограничен? Тој граѓанин кој што нема да има пари за да плати кафе, нема да пие на тоа атрактивно место кафе. Место да го уредите, партерно со клупи, ево ги предлозите. Меѓутоа вие не сакате да ги слушате предлозите. Вас сега ви интересира и на вашите налогододавачи бизнис предлозите. Тоа ви интересира, почитувани колеги. Не ви интересираат граѓаните. Меѓутоа, ево се ближат промени избори. Ќе треба да се одговара за сето ова. Да привршам дискусијата до крај, сакав уште нешто да ви кажам. Значи, не видовме физибилити студија за Марина. Не знаеме дали тоа немаме, пошто тука немаме експерти, ева се таму луѓето кои што не знаат каде точно треба да се постави, меѓутоа по сугестии на некои експерти и експертската јавност, особено се гласни дека тука воопшто не е местото на Марина. И како член на нормативната власт имам морална одговорност да го пренесам тоа. Еколошкиот аспект, не сакам да си земам за право, затоа што јас сум економист и многу ми е смешно едно најатрактивно земјиште да го дадеш за 280.000 евра кирија. Па тоа му се сведува на еден атрактивен дуќан во чаршија, да не ги правам бројките и процентите. Затоа место тука да ви е крива опозицијата, нека ви се криви тие со Скопје 2014 проектот, кои што за ваквиот општествен интерес проекти не даваат пари, но знаат да прават на грчки богови проекти. Меѓу другото, пред граѓаните вие ќе одговарате, почитувани колеги, за 20 годишната узурпација на некој приватен партнер и за неговото непочитување на законските како и еколошките стандарди, вие точно ќе одговарате, меѓутоа тогаш ќе е доцна. Треба да покажеме една есенцијална одговорност, затоа што во нас е сега правото на одлучување. Можеме до утре да се вадиме, но кога и барам секој што ќе ми реплицира после оваа дискусија, само да ми каже дали има физибилити студија за Мала Марина или имавме физибилити студија за Кафеана. И ако може да ме побива во однос на бројките, за другите работи нема ни да се јавувам на контрадискусии. И меѓу другото, уште еден многу важен сегмент, кога екологистите на ниво, на светско ниво, едни од дополнително ќе ви да објасниме, прават огромни студии, погледнете колкави студии за проекти за Охрид Пештани, проект Македонија, кога светски научници ни објаснуваат дека треба да престанеме со узурпација и уништување на езерото, ние продолжуваме да сонесуваме немо. И ќе се повторам на самиот крај, не значи дека некој ако условно грешел, а одговорноста ја имате и Министерство за транспорт и врски и Министерство за животна средина и никој ни градоначалник поранешен без согласност од тие министерства не можел да направи ништо. Ако сте го оставиле, кај вас е повторна одговорноста. И затоа престанете со лоцирање на одговорноста во претходната локална власт, затоа што без согласност и за уништување на езерото на горе споменатите институции нема. А доколку пак го уништувале, а не биле осудени, тогаш повторно сте соучесници во криминал. И јас не знам од каде ви политичката одбрана, од каде имате лице за таква одбрана. Овие студии кои што почнавте сите да го емитирате, веројатно ви стане идол градоначалникот како што го пишува по портали, и во говор на тело, и во вие сте без аргументи, вие сте паушално зборувате. Господине секретаре, јас ќе ви ги доставам овие две студии со референции каде што имат странски професори од еминентни универзитети што мислат за узурпацијата и уништувањето на Охридското езеро, за да видите дека не се паушални нашите коментари. И уште нешто ќе ви кажам. На дипломатско ниво, почитувани колеги, веќе германската, а и италијанската амбасада и дел од представниците почнуваат да се интересираат за ова дивење што му се случува на Охрид. И време е да покажеме на сериозност. Денес имаме и директен пренос и граѓаните сето ова ќе го видат. Сето ова ќе го видат. Меѓутоа да ни продавате приказни дека градите Мала Марина. Вие можете, јас мојата куќа можам да си ја крстам како сакам. Палатата на Луј 14. Меѓутоа тоа е куќа на Дејан Војвода, каде што имаме проблем повторно со поплавите и никој не посети. Ви благодарам.